10 секунди. И сега Манас Кохан. Благодарам прво за наградата. Навистина ми значи оваа награда. Мислам дека и за прв пат ја прв пат добивам вакво нешто во Македонија. Така да тоа е за почит и се надевам дека ова ќе ви продолжи и понатаму оваа традиција. И овој настан кој го организиравте денеска и се надевам во година ќе прерасне ова се поголем настан. Ми значи оваа награда, ми значи за сите луѓе што гласаа за мене. И тоа. Вардар имаше тешка сезона. Факт е, сите вие имавте тешка сезона, моравте да се екипирате, моравте да издржите еден за друг. Се случи тоа што се случи и Вардар го има можеби најлошиот резултат во 2 децении. Колку е тоа мотивирачки или демотивирачки, како ќе заклучиш сезона? Па добро, видите, ние кога ја почнаме сезоната, почнаме со 10 играчи буквално. Треба и после оне прв надпревар со Пелистер, треба и онака да се чудиме што направивме искрено. Не успеавме до крај, загубивме против Алкалуит и тука мислам дека ја загубивме и титулата. Едноставно беше 7 дена. Во купот во Охрид покажавте дека Вардар... Па добро, Вардар не се откажува никогаш. Значи ние ги имавме тие 7-8 играчи, меѓутоа во некои клучни моменти ни фалеше малце таа ротација, некои помлади играчи, понеискусни, за такви надпревари треба некое повисоко ниво. На жалост не успеавме, бевме многу блиску, имавме голема предност после тој прв надпревар со Пелистер, меѓутоа ете, како што кажав, лош ден против Алкалуит, не одигравме како што треба и загубивме и тука ги загубивме сите шанси за титулата, мислам. Нели во Битола беа ние последни, меѓутоа кога дојде веќе до таму не успеавме да издржаме до крај. Нели секогаш може подобро. Следна сезона победа. Па се надевам, ќе видиме. Стануваш во Вардар? Па не знам, не можам да кажам уште ништо, така да можеби ќе остана, можеби не. Со среќа. Хвала. Дивна асистенција Манас Кохан. 10 секунди. И сега Манас Кохан.